Новата снежна покривка утринава не потсети дека се уште е зима. Таа дополнително ги израдува учениците кои што се на продолжен зимски распуст, а го зголеми и адреналинот кај сите учесници во манифестацијата по повод празникот Богојавление Водици. Бог се јави, на вестина се јави. Добро вечер. Ова е новото издание на вестите на КТВ. Останете со нас. Денеска е Богојавление Водици. Православните христијани го празнуваат овој голем празник. Во сите храмови се служаа литургии, а во водите се потопуваше осветениот крст. 25 годишниот Никола Мантев од Кавадарци прв доплива до потопениот крст во водата на реката Луда Мара. Таму беше колегата Ангел Данов. 25 годишниот Никола Мантев од Кавадарци беше најсреќен меѓу десетината момчиња кои скокнаа по светиот крст во водата на реката Луда Мара во Кавадарци. Голем број верници присуствуваа на централната манифестација по повод големиот празник Богојавление Водици и покрај снегот сепак верниците во голем број излегоа на Богојавленски водосвет. Какво е чувството? Ладно ли беше во водата? Опиши ни го моментот на скокање. Беше ладно. Како се чувствуваш? Супер. Супер сега. Не, повеќе пат се фрлам, ваа година прв пат. Што очекуваш сега оваа година? Здравје, среќа. На сите Господа. Мантев од локалната самоуправа доби ТВ приемник, од Аптеки Зегин исто така ТВ приемник. Подароците им ги врачи градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов. Тој упати честитки до сите верници по повод празникот Богојавление. Најнапред еве да му честитам на Мантев и на неговата фамилија, преку него и на цело Кавадарци и на цела Република Македонија, да посакам многу здравје. Ова е голем христијански празник, им го честитам на сите, секако им посакувам многу здравје на сите граѓани, на сите православни христијани, да се сили оваа година. Не почна еве со беричет, со многу вода, можеби со лоши температури, меѓутоа еве денес е многу попријатно. Хидрологијата да не служи и да немаме никакви проблеми, никако град, никако држава во наредниот период. Начинот на осветување на водата во реката Луда Мара и потопувањето на светиот крст предходеше света литургија во храмот Свети Димитрија и Света Петка. Потоа верниците од двете цркви со литии се упатија кон кејот на реката. Овде на пунктот на Црвен крст Кавадарци на присутните верници им се делеше чај, а екипи на итната медицинска помош извршија преглед на момчињата кои скокаа по осветениот крст. Богојавление Водици е еден од најголемите христијански празници. Познато е дека се празнувал уште во вториот век од христијанската ера. Конкретно е поврзан со крштевањето на Исус Христос од Свети Јован, кој од тогаш се нарекува крстител. Овој празник се нарекува уште и Водици заради големиот водосвет што го извршува црквата на овој ден. Големиот водосвет е символ на обновувањето на нашата огревовена природа и на целиот космос преку вода и дух. 15 годишниот Јован Гогов ја имаше среќата прв да доплива до светиот крст кој се фрлаше во водите на браната Моклиште. Веќе неколку години поред Богојавленски водосвет се врши и на водите од браната Моклиште. Голем број верници од Ваташа и Кавадарци покрај снегот дојдоа во Моклиште. По осветувањето на водата, светиот крст беше потопен во делумно замрзнатата акумулација, а до него прв доплива 15 годишниот Јован Гогов од Ваташа. Тој трет пат поред е најсреќниот меѓу момчињата кои учествуваат во Богојавленската процесија. Гогов на сите верници им посака добро здравје, а доби ТВ приемник од локалната самоуправа, уште неколку други подароци обезбедени од спонзори на манифестацијата. Јован Гогов по трет пат го фаќа светиот крст, како се чувствуваш? Многу добро. Ладно е. По трет пат се фрлам и по трет пат ме е поред. Што очекуваш оваа година? Многу среќа, здравје. Градоначалникот Александар Панов нагласи дека општината ја поддржува и манифестацијата во Моклиште. Ништо што се случува во Кавадарци не може да биде и без Ваташа и токму заради тоа еве тогаш кога сум слободен, скоро секоја година на овој голем празник присуствувам и тука во Ваташа, бидејќи корените на Кавадарци потекнуваат токму од тука, од Ваташа, од Моклиште. Се наоѓаме на ова свето место во непосредна близина до нашиот манастир и навистина е прекрасно чувството да се биде тука со преголем број на верници кои што го почитуваат овој голем празник.
Исто така се наоѓаме до еден комунален објект кој што долги години тука обезбедува вода за полевање на градот и на околината, бидејќи и празнуваме по повод Водици, по повод на крштевањето Христово, посакувам оваа година да биде исполнета со многу радост и здравје за сите граѓани, меѓутоа и со богата хидрологија. На фрлањето на Светиот крст во Моклиште предходеше света литургија во црквата Света Богородица во село Ваташа, каде исто така беше осветена вода, а присуствуваа голем број верници. Никола Весков од Криволак, најсреќен меѓу 30-тината верници кои се фрлија по Светиот крст во водите на реката Вардар, кај Пепелишкиот мост, таму настанот го следеше Мики Виденовиќ. Празникот Богојавление Водици годинава традиционално беше одбележан во општина Неготино со фрлање на Светиот крст во водите на реката Вардар од Пепелишкиот мост. Со чинот на осветувањето на водата во реката Вардар чино начествуваше отецот Саравче Иванов од храмот Свети Атанаси во Неготино. Годинава во студените вардарски води се фрлија 30 на верници, а најсреќен меѓу нив беше минатогодишниот среќник, 29 годишниот Никола Весков од Криволак. Годинава на Водици 2017 во општина Неготино Никола Весков втора година поред, инаку трета во неговата 11 годишна кариера. Со среќа нека за многу години, кажи ни еве какво е чувството? Чувството е многу добро, многу убаво. Температурата на водата? Температурата на водата моментално не е многу ладна, али надвор од самото време, од снегот, малце ладничко, али сепак празникот си е празник, мора да го тераме, да го почуваме традицијата и сепак убаво е. Лани го фати исто ти крстот, кажи ни како помина минатата година? Минатата година многу убаво поминаме, здравје, си имаме цела фамилија и од тоа поубаво нема. Годинава што очекуваш? Само здравје, само здравје. Другото само по себе си иде. И тоа е. Го честитам сите празникот Водици на сите што го слават во Јордани, во фамилиите и тоа е. Кажи ми само уште нешто, 29 години имаш, че им порачаш нешто новие помладиве? Аби да бидат упорни. И ќе го фатиш и они. До година да те чекаме пак? Здравје, ќе видиме. Честитајќи им го празникот на сите верници, градоначалникот Ванчо Апостолов не го криеше задоволството од фактот што традицијата не само што продолжува, туку секоја година бројот на учесници се зголемува. Градоначалниче, Бог се јави. Навистина се јави. Кажете ни еве Водици во Неготино. Најпрво на сите верници од православна вероисповест им го честитам големиот празник Богојавление Христово, исто така на човекот кој веќе по трет пат го фати крстот, Никола Весков, му посакувам многу здравје, среќа, љубов во новата 2017 година. Истото им го посакувам на сите граѓани на општина Неготино. Значи, традиционално, како и секоја година, со еден символичен подарок, општина Неготино учествува во организацијата, а и за кој ќе го фати крстот, во случајот пак Никола Весков, традиционално ќе му дадеме еден подарок со кој ќе го одбележиме празникот Водици воедно на сите кои се викаат Јордан, Јорданка и слично, на кои слават имеден, им го честитам имеденот и им посакувам многу среќа, многу љубов во новата 2017 година. Кажете ни, градоначалниче, околу 30 на јас колку што успеав да забележам млади скокна во водите на реката Вардар. Што е со оние помладите? Како да ги поттикнеме и нив да ја од година празнуваат традицијата? Да, од година во година се вклучуваат се помлади и помлади. Ова година имаше околу 30, рековте, колку што забележав, 27 лица од општина Неготино се фрлија по Светиот крст. Помлади учествуваат, се придодаваат секоја година, нели тие што се повозрасни нормално отстапуваат, но таа бројка е значителна и мислам дека во однос на останатите градови, останатите места каде што се фрла крстот, Неготино има една забележителна бројка која дава еден символичен белег на овој православен христијански празник. Јас им посакувам на сите што се фрлија да го доживеат истото што го доживеа и нашиот Никола Весков, кој веќе по трет пат му се случува тоа.
26 годишниот Иван Сотиров најсреќен во Росоман од вкупно 16 млади кои во реката Црна се фрлаа по Светиот крст, тој прв стигна до него. За 26 годишниот Иван Сотиров од Росоман денешниот ден богојавление Водици најсреќен од вкупно 16 млади кои во водите на реката Црна се фрлија по Светиот крст, Сотиров успеа прв да стигне до него. Водици во временски услови какви што имавме денеска, најсреќниот не памети, но вели снегот само дополнително го покачи адреналинот. Желбата да се стигне до крстот го навладеа студот, а за Сотиров ова е втора среќа од 7-8 обиди до сега. Тој верува во Бога и очекува само здравје и успех. 7-8 пат се врламе, вие ми е втори пат што фаќам. Што очекуваш? Здравје, среќа и успех. Веруваш ли во Бога? Да, верувам. Пред чинот на фрлањето на Светиот крст во водите на реката Црна, со црковна литургија празникот почна да се слави во храмот Света Тројца. Свештеникот Блаже Петров за најсреќниот врачи икона и вели Светиот крст кај Сотиров останува 40 дена. Бог се јави за ново години, нека не честит и од Бога благословен празникот на Богојавлението Господово. Кажете ми, еве успешна манифестација годинава покрај студеното време, покрај врнежите од снег, околу 16 фрлачи по крстот, најсреќниот веќе го имаме. Што добива од црквата Света Тројца? Од храмот Света Тројца, како вообичаено, значи како и секоја година, добива оној кој што ќе го фати Светиот крст, една икона, така, поголема. Колку дена останува Светиот крст кај најсреќниот? 40 дена останува крстот кај оној кој што ќе го фати. Тука има традиција, обичај, после 40-тиот ден да го врати Светиот крст оној кој што ќе го фати. За најсреќниот подароци обезбедија и локалната самоуправа и кумот на годинашната манифестација. ЛЦД телевизорот го врачи градоначалникот Стојан Челазов, а кумот Пене Александров му подари парични средства. Од кумството Александров очекува здравје и среќа. Покрај врнежите од снег кои што беа вчера, времето е многу убаво, Господ не сака. Најнапред поздрав до сите кои што го слават, Бог се јави, навистина се јави и да посакам здравје, среќа, радост во ова година, да биде беричетна, да биде успешна година и на сите кои што следат телевизија КТВ да му посакаме само здравје, радост и среќа. Пене Александров годинава кум, нека ви е честито кумството, што очекувате? Ништо, Бог се јави, здравје, среќа на сите, успех. Богојавление Водици во Росоман започнува и завршува со славење во храмот Света Тројца. По фрлањето на крстот верниците повторно се упатуваат во црквата, каде кумот на манифестацијата ја крши погачата, а на свечена трпеза се бира кум за следната година. Светиот крст во општина Грацко, трета година поред кај семејството Илич од Грацко. Годинава најсреќен беше Тоше, еден од тројцата браќа. И во општина Грацко продолжи традицијата на осветување на водата во реката Вардар на мостот кај Уланци. Празникот Богојавление Водици годинова привлече голем број на верници, но бројот на учесниците беше оскуден, бидејќи само 7 мина се обидоа да го фатат Светиот крст. Трета година поред, Светиот крст ќе носи здравје, среќа и берекет во семејството Илич од Грацко. Тројцата браќа се редовни учесници, а минатата година крстот го фати помалиот брат на 27 годишниот Тоше, кој пак годинава беше најсреќен и успеа да го фати и крене високо Светиот крст. Тоше Илич воедно беше даруван од представниците на Македонската православна црква, а не изостана и традиционалната награда од локалната самоуправа Грацко. Продолжуваме со останатите настани. Утре вечер од 19 часот во Домот на културата Иван Мазов Климе ќе биде отворена интернационалната групна изложба Нашата Фукушима.
Нашата Фукушима е интернационална групна изложба, дел од проектот Gojoshi Art Project International, која утре вечер, петок, 20 јануари, со почеток во 19 часот, ќе биде отворена во Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци, а ќе трае се до 30 јануари. Изложбата е во организација на Маја Кировска, ликовен уметник од Скопје, Јаготка Томовска, поет од Куманово, холандските уметници Ед Хансен и Фред Ван Вели во соработка со Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци. Gojoshi Art Project International е проект основан од холандските уметници Ед Хансен и Фред Ван Вели во 2012 година, поттикнати од поезијата на јапонскиот поет Таро Аизу. Според нивниот концепт, уметниците кои учествуваат во проектот имаат задача да создадат уметнички дела инспирирани од Gojoshi поезијата на Фукушима на Таро Аизу. Gojoshi е форма на поезија напишана во 5 линии, ослободена од правила за број на слогови, должина на линија и ритам. Поетот Таро Аизу има напишано неколку стихозбирки посветени на својот роден град Фукушима, во кој зборува за луѓето, за својата љубов кон Фукушима и за нуклеарната катастрофа по земјотресот и цунамито во март 2011 година, катастрофа која ги принудува жителите да го напуштаат својот роден град. Во текот на 4 години од основањето на проектот во 2012 година, изложби со различни поставки како дел од овој настан се одржани на многу различни локации ширум светот, со повеќе од 400 уметници учесници. Минатата година Gojoshi Art Project International беше представен во Македонија со интернационалната групна изложба под наслов Нашата Фукушима во организација на Маја Кировска и Јаготка Томовска. Во соработка со 3 галерии, од август 2016 година изложбата Нашата Фукушима беше прикажана во Куманово, во Националната установа Музеј Куманово и во Скопје, во Домот на културата Кочорацин и галеријата Флукс. Со својот меѓународен карактер, проектот гради мостови меѓу народите и уметниците од различни земји. Со организирањето на овој уметнички проект во различни земји се шири иницијативата на уметниците за подигнување на свеста за проблемите поврзани со животната средина, како и нивното влијание врз животите на луѓето. Годинава на листата на ликовни уметници учесници има повеќе од 75 учесници од голем број различни држави, а исто така под менторство на професорите Валентина Јовановска, Кармен Хемелс и Сесил Диерке, средните училишта гимназијата Гоце Делчев од Куманово и Хет Квадрант Верт од Холандија ќе се представат со дела од 40 на своји ученици. Од спортот, кошаркарите на Фени Индустрија обезбедија пласман во топ 8 фазата во Балканската Бибел лига, совладувајќи ја со утеска со 25 поени разлика. Фени Индустрија стигна и до 6-та победа во 9-тиот надпревар од Балканската Бибел лига. Кавадарчани пред своите навивачи без поголеми проблеми ја победија Сутјеска со резултат 80-55. Со оваа победа Фени си ги визираше настапот во следната топ 8 фаза. Сутјеска одлично го започна надпреварот со водство од 8-2. Кошаркарите на Фени имаа негатива и од 9 поени, а по првата четвртина резултатот беше 21-15 за гостите од Никшич. Фени во втората четвртина стигна до израмнување 24-24, а со кошот на Чешковиќ и поведе со 28-26. Кавадарчани одиграа многу подобро во одбраната во втората четвртина, па дозволија да примат само 7 поени и на пауза заминаа со предност од 30-28. Фени се разигра во третата четвртина и во последните 10 минути од надпреварот влегоа со предност од 9 поени, 52-43. Во последната четвртина гостите беа декласирани и на крајот Фени заслужено победи со убедливи 80-55. Чешковиќ со 24 поени го предводеше Фени до победа.
Шарабидзе постигна 18, а двоцифрени надпреварот го завршија и Петровски со 11 и Джекич со 10 поени. Кај гостите од Црнагора, ниту еден кошаркар не беше двоцифрен, а Томас и Бошковиќ со по 9 поени беа најефикасни во нивните редови. Следува временска прогноза. Времето утре и за викендот ќе биде стабилно, а утринските температури ќе бидат во опаѓање и насекаде под нулата. Снежната покривка од овој снежен бран насекаде во земјава се зголеми за 20 до 30 сантиметри. Гледавте вести, имајте пријатна вечер со програмата на КТВ.